Здраво на сите и добре додовте во моето ново видео. Во ова видео ќе ви покажам како се изведуваат правилно слековите, постојат неколку чекори за да се исполни таа цел. Ајде да погледнеме. Првиот чекор е положба. Да се поставите во положба на скреп. Вториот чекор е да рацете бидат во широчина на вашите рамена. Зашто? Ниту да се премногу блиско, ниту да се премногу далеко. Ако се премногу далеко, е многу потешко да се спуштиш и да се кренеш. Меѓутоа, и ако се блиску, е истата работа, потешко се спуштиш и да се кренеш. Ова се вика Diamond Push-Up, но тоа во некој наредно видео, денес поучиме како правилно да ги изведеме слековите. Во положба на вашите рамена и поставете вашите раце, третата работа, односно третиот чекор е вашите раце при спуштањето на склек да се движат покрај вашето тело, во близината на вашето тело, седно. Еве вака. Четврт чекор, битен, е главата. Зашто? Ако главата е долу, односно гледа кон доле, кон подот, е многу лошо. Можеме да се повредиме. Главата треба да се држи исправено. Да гледа право, тоа би изгледало вака. Зашто главата исправена? Тоа што кога правиме ние стех, мора да допреме со градите долу. Ако главата нас не е спуштена надолу, ќе удриме со главата, вместо да допреме со градите. Петиот чекор е дишењето. Да издишиш и да вдишиш. Зашто? Тоа е битно заради тоа што е потребен доток на крв во вашите мускули и доток на кислород при изведувањето на некоја физичка активност. За тоа се изведе многу полесно. Ако вие не дишете, е многу потешко и се заморувате. Меѓутоа ако дишете, е многу полесно и изводливо. Тоа изгледа вака. И, како за пример, ќе се вратиме кај главата. Што рековме, јас ќе земам како за пример трак, креп трак. Ќе поставувате во положба на вашите гради, односно на средината на вашите гради. Зашто главата не доле, не реков? Што може да се прима во подот, главата горе. Ова ќе ни каже кога е време да се вратиме во првобитна состојба за правење на стек. Еа, се спуштаме. Чим го допреме, се качуваме горе. Тоа е исто така битно, си местите висина, дали сакате вака да видите, дали сакате на пониско, дали сакате до долу видите, се едно. Еве ќе ставиме вака. Чим го допрам, имам горе, меѓутоа и со дишење. Тоа беа 6 чекори кои што помагаат при правилно изведување на склек. Се надевам дека ви се допадна во видео, доколку ви се допадна ставете лайк, доколку не дислайк. Субскрајбите во знак на поддршка, а ние се гледаме во следно видео. До тогаш, поздрав! Peace!